Почитувани колеги пратеници, мислам дека ова закон кој што заслужува да биде споменат и акцентиран пред Македонското собрание, особено пред граѓаните, бидејќи еве на денешната седница ние ќе усвоиме 5 закони од овој пакет за Safe City, а и практично тој последниот кој што не достига во оваа насока, а тоа е законот односно кривичниот законник, законот за кривична постапка, се очекува во секој момент да биде поднесен во собранието, со што со овие 6 закони ние ќе заокружиме еден од најсериозните проекти кои што се имплементирани од било која влада во историјата на Република Македонија, а тоа е законот, односно пакетот закони за Safe City. Почна да се имплементира пред неколку недели, практично ќе почне со значение од 1 февруари и од она кое што може да се види и кое што директно може да се забележи на теренот и покрај тоа што има реакции од граѓаните, е дека смртноста е многу намалена, односно е непостоечка во изминатите 15 на дена, а она кое што исто така може да се забележи дека веќе низ градот Скопје, но и од градовите каде што ќе се имплементира овој систем, навистина е зголемена сообраќајната култура. За овој проект да стане реалност, парламентот имаше клучна улога, а тоа е носење на неколку закони, од кои што ние како пратеници, кои што ги поднесовме овие законски измени, меѓу кои што сум јас подпишан, одлучивме дека веќе кога ќе ги отвараме законите, да пробаме да решиме и некои други долгогодишни проблеми, прво од аспект на учесниците во сообраќајот, од аспект на безобзирното и несовесно возење, а второ е од аспект на нешто што многу ги мачеше граѓаните, а тоа беше некои негативни појави во системот за полагање или за добивање на возачките дозволи. Сите ние сме свесни дека навистина во оваа држава имаме проблем со возачи кои што несовесно ги управуваат своите возила. И да, колку и да сакате вие да ги заострувате казните, за некое безобзирно возење кое што потоа како циклус на неколку месеци ви се случува заради тоа што има возачи кои што управуваат моторни возила на улиците и однесуваат жртви, а ако видите најмало заеднички содржател се тоа кој што репетитивно ги сторуваат тие кривични дела, или управуваат под дејство на опојни супстанции, или на алкохол, или без возачка дозвола, укажува на тоа дека некој ако е доволно храбар да влезе во моторно возило и на таков начин тоа моторно возило да го управува, тогаш веднаш и без одлагање да му биде тоа моторно возило одземено. Да нема веќе дадена санкција, одземена возачка дозвола, моторното возило да биде оставено тамо каде што е нормално во негова собственост, туку практично да има можност, и ние со овој закон тоа го даваме, да тоа моторно возило му биде одземено. Втора работа, која што исто така важна со овој закон, е ние да дадеме можност и да го прошириме опфатот на тоа какви личности треба да членуваат во таа комисија која што ги доделува возачките дозволи, но и на каков начин тие луѓе треба да се однесуваат со граѓаните. Многу често, да бидеме реални, ние треба во ова собрание да ги отвараме најсериозните прашања што го мачат ова општество. Се случува да еден кандидат за да добие возачка дозвола да биде бутнат по 9, по 10 пати, по 11 пати, а тоа е нешто кое што е сериозен финансиски терет на неговото семејство, со оглед дека ова најчесто се лица кои што имаат навршено 18 години, тоа се средства кои што ги плаќаат родителите. И затоа ние одлучивме дека треба на таков начин да ги заштитиме тие кои што полагаат возачки испит на начините кои што ни се достапни. Кои се тие начини? Прво, ние мораме да ги заостриме условите на лицата кои што одлучуваат дали кандидатот за возачка дозвола треба да положи испит, односно дали ги имаат потребните компетиции да бидат во комисијата. Бидејќи не е потребна компетиција вие да членувате на некое друштво кое што има можност да организира полагање на возачки испит, бидејќи на крајот од денот ние се сеќаваме дека пред 7 години во градот Скопје беше веднаш поништена таа постапка или набавка, или како тоа се вика, каде што се одлучува кој ќе го организира полагањето на возачкиот испит, и имаше една фирма која што беше, замислете, регистрирана 4 или 5 дена пред да го добие тоа, а имаше многу блиски релации со поранешниот министер за внатрешни работи. Така да тој проблем го решаваме тука. Вториот проблем кој што го решаваме е организирање на возачки испит со тоа што видео ќе се снима целиот испит, за да можат и родителите и самиот кандидат преку видеоконференција, односно преку видеоматеријал да го следи полагањето, а потоа веднаш да има доказна постапка дали е бутнат заради мито или дали е бутнат навремено. Овие се измените во овој закон кои што ги правиме на начин на кој што сметаме дека треба и да бидат имплементирани. Благодарам.